во Пецо Божиновски Кочо не оставивме педа несредена. Тоа значи, кога го направивме Жданец така како што треба, Трнодол љубомореше. Сега мислам дека Жданец љубомори на Трнодол, оти Трнодол малку е понов и може би е поестетски среден. Ама да знаете дека пак ќе се вратиме на Жданец уште еднаш. Таа конкуренција ќе продолжи. Не оставивме ниту една уличка овде во Трнодол. Ни остана само уште Јанхус 4. Не сме ја заборавиле. Таму ќе си дојде фирмата Изолација, која што имаме тендер завршено и деновиве ќе си ја заврши и таа работа што сме си ја започнале овде, и имаме на едно место кај што имаме проблеми со атмосферската канализација и тоа треба да го решиме. Друго се што побарале граѓаните на Трнодол од нас, се сме завршиле. И едни скали праве првиот мандат. Овие скали се направени сега. И нема да ги оставиме вака. Да знаете, правиме проект со кој што проект вие ќе се гордеете повеќе од оние Жданец. Значи проект естетски. Ова беше да ги направиме скалите, да ги средиме, да ги поплочиме, ама сега правиме интериерно уредување, хортикултурно уредување и да се надпреваруваат едната и другата населба која поубави скали има и која поубав плоштат има. Планираме многу убаво овде детско игралиште. И во Жданец имаме прекрасно детско игралиште. Зимно време основни места кои што пуштаме возила и кои што не смее да застанат се Трнодол и Жданец. Значи Трнодол и Жданец, кажете ми дали има ден или саат во годината кога не можело да се стигне до кај вас горе. Доле улица 1010 и канализација, и водовод, и асфалтирање, и легализација, сите маки што ги имаше луѓе, тоа ги средивме. И има еден човек кој што ги подкопува од оздола и него го решивме. Ставивме шипови, поврзавме од озгора со една греда, не може, бетонот не може веќе да го вади и го стабилизиравме тлото на улица 1010. И надоле улицата Јури Гагарин, улицата Копачка, улицата Струшка, се е тоа средено. Ни остана само улицата Јури Гагарин пред оној прекрасен плоштад кај што ни се ниските зградички на кои што ги направивме тие прекрасни фасади. Тамо започнуваме во петок да го гремеме асфалтот и таа улица ја завршуваме. Тоа е последната улица во Пецо Божиновски Коча која што не е реконструирана. Има ли на некое место во Република Македонија каде што има поубаво шеталиште, поубава фонтана, поубав плоштад? Почитувани пријатели, пред да дојдам во Карпош, Карпош не знаеше што е тоа фонтана. Денеска има 4 фонтани. Немаше место каде собиравме, одевме во центар, викам идеме во Скопје. Денеска граѓаните кај Млече ресторан си имаат прекрасен плоштад. Оние кај Педагошка академија исто така прекрасен плоштад. Граѓаните на Карпош 3 си го имаат фонтаната и тоа сврталиште што ние кај високите румунски кули на улицата Карпошево Востание. Граѓаните на Влаје си имаат свој плоштад. Граѓаните на Бардовци имаат свој плоштад и фонтана. Значи, направивме повеќе места кај што граѓаните ќе можат да се дружат, да разменуваат своje мислење, да бистрат политики и све што носи животот овде во нашиот Карпош. Јас одговорно ви тврдам дека овој втор мандат направивме 3 пати повеќе од првиот мандат. Првиот мандат реконструиравме 10 училишта. Овој мандат реконструиравме 50 фасади. 50 фасади, почитувани пријатели, све се од 10 ката па нагоре. Дали има друга општина во Македонија? Ниту една општина центар реконструирала откако видоа што работи Стефче Јакимовски, 12 фасади, аеродром сега има распишено тендер за 3 и никој друг. Само Карпош е поубав отколку што бил. Само Карпош има најубави фасади, најубави згради и ви гарантирам дека 2021 година сите згради во Карпош ќе бидат енергетски ефикасни. Најголемите, најмаркантните веќе ги направивме. Остануваат помалите. И ви гарантирам дека во Карпош ќе се живее подобро. Не критикуваат за трева, за уништено зеленило. Дали можете да претпоставите колку зеленило сме направиле? 84.000 метри квадратни.
84.000 метри квадратни за овие 4 години е направено зеленило. Има ли поубави паркови некаде во Македонија од овие што ги имаме во Карпош покрај булеварот Теодосиј Гологанов? Погледнете ја партизанска цветна градина. Кога станав градоначалник Карпош едно цвеќе немаше. Сега стотици илјади цвеќиња садиме на пролет, стотици илјади садиме на есен цвеќиња. Гледате го булеварот Илинденска, булеварот Илинден. Значи, зеленило до зеленило. И цело време тие ни наметнуваат виртуелна тема, а тоа е воздухот, зеленилото, дрвата. Сме исекле 136 дрва. И сушени дрва, дрва кои сметаат на пробивање на пат, дрва кои што се навалени и пагаат кон школски двор и така натаму, а сме насадиле 10.480. Лажговците ствараат слика како да сме исекле 10.480. Почитувани пријатели, во Карпош е битка меѓу лагата и вистината. Еве да ви кажам што вика лагата. Лагата вика дека ќе правеле градинка во Бардовци, а ние камен темелник удривме пред 20 дена. И таму работат мајстори. Лагата вика дека ќе реконструирале градинката во Влае. Ако нив ги чекав јас, градинката е реконструирана пред 3 години од темел. Лагата вика дека ќе реконструирале градинката пролет во Козле. Они дури не ги делат по местни заедници, не ги ни знаат местните заедници. За нив е све ова Козле. Нема Пецо Можиновски Кочо, нема Кузма Јосифовски Питу. Е сега во Козле која? Оваа кај Владо Тасевски училиштето, да, кај Канела или оваа кај местната заедница, што ја направивме? Нема појма. Одете видете, сите реновирани. Велике го реконструираме спортските терени во Влае, па тамо ред се чека, се запишува, цело Скопје доаѓа да игра. Со зелена трева пластифицирана, комплетно реконструирано, осветлено, ново детско игралиште. Ја не можам да разберам кој ги учи овие луѓе, кој им кажува. И најбитното што е, ке ги заменувале азбестните кровори, ке давале лимови, можете да замислите. А ние досега на 70 фамилии сме дале, над 10-12 згради се променети и сега сакам само да им препорачам. Што се мачите, што одите на избори? Гласајте си за Стевче Јакимовски, тој ви е гарант дека ќе ви се остари вашата програма. Што се глупират? Па 40% од тоа што ставили унутра, ние 40% више од тоа сме го завршиле. И они со што ве занимаваат? Со воздухот, па воздухот, како да ви кажам, предат приказни, со воздухот како да се вентилатори, само вртат нешто, а токму ние сме тој генератор кој сади дрва, кој подига зеленила, а тие само кажуваат приказни. И мислам дека нашиот слоган е прекрасен. Резултати, а не приказни, резултатите наши говорат. Па колку јас имам асфалтирани улици за овие 8 години, тој 4 години да му дадете не може да ги обележи. Она средната лента испрекината и пешачки премини да става 4 години само тоа да работи, доста ќе му биде. 135 километри улици се направени. Има ли улица овде кај во Свеќе што не е направена? Денеска асфалтираме во населбата Влаа 1. Знаете ли таа населба колку има, односно таа урбана заедница? 12 километра улици. Од тие 12, значи, се реконструирано и рабник, и тротоар, и улично осветлување, подземни инсталации, канализации, све завршено како што треба. Зашто Карпош не се поплавува? Зашто не сме како другите градоначалници, градат само надземја, за да може да се гледа и да викаат браво? Зашто градевме подземја, 65 километра канализации направивме. Затоа не се поплавуваме. Затоа кога врнат порои само Карпош не се поплавува. Затоа луѓето што го одржуваат канализацијата во Карпош, вика ние у 7 саат си одиме дома и мирно спиеме, а нашите колеги по цел ноќ со цистерните вадат вода, отпушуваат. Само Карпош е среден така како што треба. Среден, ние сме го средиле. Ви се верували, почитувани пријатели, дека во Бардовци сега асфалтираме 35 улички. И уште 20 остануваат за наредната година. А ќе ми кажат Карпош бил урбан и Карпош бил среден. Истото го правим и со Злакуќани. Нема дел од Карпош кој што оставаме да биде нешто зад нас несработено, несредено. Сите деца има да газат по асфалт. Сите луѓе треба да имаат фекална канализација.
Сите деца ќе учат во исти училишта, сите деца ќе имаат нови градинки, од 10 училишта 10 реновирани, од 10 градинки 7 реновирани, 3 ни останаа. За двете веќе имаме распишани тендери и имаме избрано изведуваш, само една ни останува за наредната година, а тоа е градинката Мајски цвет во урбаната заедница Владо Тасевски. Па све ако направиме, нема зашто да одиме на избори, така ли е? Мора нешто да оставиме и за наредниот мандат. Почитувани пријатели, нема да застанеме тука. Ние сме секогаш пред нив и пред проблемите. Тие ветуваат само питка вода и чист воздух. Питка вода и чист воздух има и мој поддржникот. Ама ние живееме во Карпош. И јас знам дека во оваа Македонија и во светот има многу убави места, со прекрасни ливади, со планини, со шуми, со езера, со реки, со потоци, со прекрасни лозија, насади и така натаму и така натаму. Ама ние си го одбравме Карпош. И ние Карпош не можеме да го враќаме назад. Нас ни преостанува Карпош да си го окосиме, да си го очистиме, да си го фарбаме, да си го осветлиме, да си го уљудиме, да си го разубавиме. Тоа е нашата задача. Затоа што тоа е урбана средина. Карпош да ги отвори вратите за тие што сака да дојдат во Карпош. Замислете го Карпош, никој да не сака да инвестира, никој да не сака да купува. Па зашто, почитувани пријатели, овие ваши кујки ги бараат дипломати? Дипломатите ми бараат да направам уште еден пат надоле према Нерези од безбедносни причини. Знаете ли колку тие сакаат во овие ваши населби овде да живеат? Знаете ли колку дипломати живеат токму во општина Карпош? И кога сега збориме за дипломатите, сакам да ви кажам уште една работа. Уште мојот прв мандат има предвидено резиденционална зона, домашински факултет. Требаше таму да има 8 резиденции од 1500 до 3500 метри квадратни за амбасади да се направи. Секоја амбасада од 30 до 50 вработени. Најголемо дел од нив ќе земаат станови, куќи низ Карпош. Тоа значи вие како граѓани повеќе во вашиот буџет имате пари, ќе пазарат низ Карпош, ќе ни се дигне стандардот и така натаму. Отидов јас за министер, тој што дојде по мене, неќем да му го спомнам името, првата зграда на Чифлиганец, втората му е дадена Урбан Имес, третата на Мида, четвртата на Дејан Пелистерка, петата на Тари инженеринг и ѓаволот излезе од ламбата. И кој го направил сега тоа? Стефче Акимовски. Јас сум размислувал како стратег така како што треба. Карпош 2021 година ќе има 1.000.000 квадратни метри зеленило. Односно 250.000 метри квадратни повеќе од сега. Не напагаат за зеленило. Еве да видат како знаеме да правиме зеленило. Они ветуваат едно паркче од 40.000 метри квадратни, 250.000. И тамо кај што го ветуваат, нема шанса да го оствара. Знаете зашто? Све е на приватно земјиште. Ни тоа не провериле. Ја не знам зашто, ај тој што не разбира. Ама тие што беа советници во општината, толку да не разбират и да отворат компјутер и да видат дека внатре пишува чие е земјиштето, кај 4 хектара да купите. 4 хектара, тоа се 40.000 метри квадратни, по 300 евра, 12 милиона евра. Ајде да ги видам дали ќе може тоа да го направат. Така да ние не кажуваме фикции. Тамо каде што имаме државно земјиште, тамо ветуваме 250.000 метри квадратни ново зеленило, дрвореди, цвекиња, паркови и се оно што ни треба. И тогаш Карпош има 16 метри квадратни по жител, а светскиот стандард е 7 метри квадратни по жител. Натаму, сметот ќе биде наше минато. Сите контейнери ќе одат под земја. 2,5 милиона евра за тоа обезбедуваме, контейнерите ќе одат под земја, за да немаме ѓубре, затоа што не можеме на крај да излеземе со комунална хигиена и незината несовесност, незината лоша работа, затоа што каде одиме граѓаните све се жалат на сметот, на лошата слика околу контейнерите и затоа тие ќе одат под земја и веќе смет ќе нема. Почитувани пријатели, младите луѓе никој не мисли за нив. Младите брачни парови општина Карпош ќе обезбеди 500 плаци. Тие 500 плацеви ќе им бидат дадени бесплатно. Ќе ги ослободиме од комунали. Производната цена на една куќа е негде околу 350 евра по метар квадратен. За 350 евра по метар квадратен
тие ќе имаат дом. А тоа значи куќи од 45 метри квадратни, од 65 и 80 метри квадратни. И инфраструктурата ќе ја направиме ние, локалната самоуправа. И не е само тоа. Имаме две места каде што можеме да се направат две стамбени згради во кои што ќе има најмалку 780 станови и кои што исто така земјиштето ќе биде без пари, комуналии ќе бидат ослободени инвеститорите, а тоа значи дека нашите сограѓани по 550 до 600 евра млади брачни парови ќе можат да купат станови. Ете така се размислува за идните поколенија, ете така се размислува за младите да се задржат овде во општина Карпош. И не само тоа, подготвуваме простор за два објекта кои што ќе можат најсилните IT компании во Македонија да направат свој деловен простор и Карпош да биде IT центар во Македонија. Сега во Нерези се гради објект каде што преку 200 инженери, електроничари ќе работат, доаѓа светска фирма. Тоа е наша цел. Светски фирми да доаѓаат овде во општина Карпош. Секој млад човек кој наполнил 18 години 2016 и 2017 година, општината му плаќа лекарски преглед, му плаќа полагање за прва помош и обука за возачка дозвола. Тоа е над 20.000 денари. И така продолжуваме секој млад човек што ќе направи 18 години. Исто така, почитувани пријатели, Карпош мора да биде безбеден. Сите згради кои што немаат обезбедено, немаат алуминиумски врати, со домофон и со електронска брава, тоа ќе им помогне општината за да Карпош биде безбеден и за крадците не ни се шетаат горе-доле и кога ќе отидат луѓето на работа да им ги обиваат становите и да им прават зулум. Продолжуваме со поддршка на нашите ученици. Бесплатни ужинки, бесплатни екскурзии, све што сме рекле, све сме направиле. И натаму ќе даваме стипендии. Ќе почнеме и за средношколците да даваме стипендии. Затоа што даваме за основците и потоа децата се губат, доаѓаат, ме прашуваат дали има стипендија за нас средношколците. За нив треба да дава градоначалникот на Скопје, ама тие што ни се карпошани и тие што освојуваат медали, тие што освојуваат први места и нив ќе ги поддржиме. Почитувани пријатели, пред да дојдем овде на Вибер ми стаса порака резултати, а не приказни. Деновиве едно момче ме замоли, ќе оди, тоа е моторџија, значи брзински трки вози за европски шампионат и вели ако може да ми помогнете да купам гуми, одам на европски шампионат. Јас размислив подобро него да му помогнам, него да ставам еден билборд. Му дадов пари, од мене лично, момчето ми прати и генерален пласман, тој е прв на европскиот шампионат. И пак ме замоли дали може и за Атина на 27-ми треба да одам, многу ми е битно и дефинитивно ќе ја зацврстам првата позиција. Тој е прв македонец кој што води на европскиот шампионат. Деновиве отидов во основното училиште Братство, кое што беше изградено 38 година. Верувајте, кравите на Чичкови во Подржикови во подобри услови се сместени него тие деца што беа таму. Никој не се сети. И да ви кажам, имаше министри, македонци, албанци, никој не се секава за тие деца. За 6 деца одете да видите какво прекрасно школо, училиште сме направиле. Луѓе солзи им течеа кога го видоа училиштето. Луѓе кои што учеле тука 548 година и подарив компјутер, и подарив дидактички материјал и лектири исто така на наставничката која што е тамо, за да може да им копира материјали на децата, да имат поквалитетна настава. И наместо еден мој билборд, тоа отиде кај децата горе во Горна Нерези. И не застанувам тука, на децата од градинките сликовници, преку 500 сликовници. За разлика од мене, мојот против кандидат го гледате слика до слика, билборд до билборд. 60 билборда. Почитувани пријатели, па дури еден по друг си ги става во тил се гледа. Па на раскрстница става од сите 4 страни убавна мајка да се гледа, мисли билбордите ке му ја донале победата. Јас за 19 билборди платив 16.500 евра. Ај сега пресметајте за 60 билборди колку е тоа пари. Над 70.000 евра. Е да ги прашам, која бавча ископаа, која нива изораа. Што не ставаа по 60 билборди додека беа опозиција? Јас кога бев опозиција,
Кога не бев на власт во Карпош, 16 билборди имав, затоа што сега имам и партија која што има листа, гром, значи вкупно 19. Тие ставаа по 10 билбордчиња. Тоа значи, почитувани пријатели, тоа се крадените пари од овие 4 месеца што изиграваат дека се многу поштени. 70.000 евра да вложиш во билборди, само кажува каква кабадахија е тоа. Кои луѓе сакат да ни дојат на власт? Каква скромност, какви бакрачи. Само ако може да се доберат до власта, како што се добраа овамо во централната власт, така исто и овде во општина Карпош. Ни ке се види општина, ни ке се видат фасади, ни ке се видат ужинки, ни ке се видат улици, ни паркови, ни ништо. Од она што ветуваат, отворете му бре луѓе програмата. Абе отворете и видете, прочитајте. Па све што ветува не кошта 3 милиона евра, а ние во една местна заедница 3 милиона евра вложуваме. Така ли вистат напредна е водата општината? Јас ги знам многу добро. Кога доаѓаат на власт од авион не се симнуваат. Од горе Сиетел па до Јоханесбург, од Јоханесбург за Санкт Петербург. Поблиску им е Лос Анџелес, Бостон и Филаделфија, од Злокуќени и Бардовци, многу добро ги знам. Па бидејќи по цели месеци не се на работа, кога ќе дојдат на работа им се собират граѓани пред врата, ја исекоа бараката на општина Карпош за да може да избегаат од луѓето, па исекоа и вратата, оградата од оградата од општината и низ лептокарија, а народот седи пред врата. Такви градоначалници Социјалдемократскиот сојуз имаше во Карпош. Кој од вас е вратен? Седам тамо додека сите граѓани не ги примам. Нема граѓанин кој што е вратен, освен ако сум имал некоја обврска. Не постои градоначалник во Европа кој што повеќе граѓани прима, кој што со повеќе граѓани разговара. Разговараме за лични проблеми, за проблеми од вашите местна заедница. И најчесто разговараме за проблеми со граѓани кои што не се од наша надлежност, ама ние имаме обврска да ги насочиме граѓаните, да им кажеме каде има решение за нивниот проблем. И морам да ви кажам, од ова што се среќаваме со граѓаните и од оно што е моje искуство, најголем проблем граѓаните имаат со безбедност. Не се задоволни од безбедноста. Бараат полицијата да си ја работи својата работа. Има ајдуци, има луѓе што ги вознемируваат граѓаните во раните утрински часови, урлаат, дивеат и не може на тоа да не му се застане на патот. Нема место во Карпош каде што не ми барат легнати полицајци. Аман те бре луѓе. Па зашто ги правиме улиците тоаш да ги оставиме со дупки? Велат градоначалници возат по 80, по 90, по 100. Јас прашувам каде е полицијата? Има ли овде власт во оваа држава? Јас ви гарантирам да ве качам во кола од Сарај да тргнеме на првиот семафор, до Драчево ќе пројдеме на црвено и ќе се вратиме назад, полиција нема да видите. Така ли треба да биде безбедноста на граѓаните, а особено на децата овде? И секогаш овие граѓани ми се жалат овде за децата кои што проаѓаат за основното училиште Владо Тасевски. Тамо мора да ставиме семафор. Тамо дури мора да ангажираме и волонтери кои што ќе се грижат за децата кога проаѓаат преку улица, затоа што имаме граѓани, поготово што не живеат во нашата општина, туку од соседната општина и кои што бришат по улица Козле. За сите работи мора да водиме сметка. Мора да водиме сметка и за лицата со посебни потреби. Ќе обезбедиме дополнителни дефектолози по училиштата. И да знаете дека во Карпош има најмногу деца со посебни потреби. Зошто? Зашто граѓаните си ставиле во глава од другите општини дека најдобра грижа има токму во општина Карпош за деца со посебни потреби. И ние ќе продолжиме во таа насока. Во сите училишта ќе има целодневна настава до 4-то оделение. Некаде има до 3-то, некаде до 4-то и затоа секаде ќе го изедначиме, секаде ќе има до 4-то. Во градинките нема веќе плаќање за физичко воспитување, нема веќе плаќање за англиски. Значи сето тоа ќе си биде бесплатно, почитувани пријатели. И како што гледате, често пати ние спомнуваат темата екологија. Лажи, 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 лажи. Карпош бил најзагаден, Карпош имал арсен, ве молам. За да има Карпош арсен, мора да има производител на арсен. Како тоа Ѓорче чисто, центар чист, а Карпош нечист? Кого тие мислат и натаму да лажат? Но ние ќе се бориме со нивните лаги. Ние ќе правиме нови дела кои што ќе придонесуваат за подобрување на екологијата. Ќе садиме уште дрва. Секој нов инвеститор ќе биде задолжен да стави
така наречен еколошки билборд, кој што произведува кислород за повеќе од 1000 дрва. Тревата не произведува кислород, дрвата произведуваат кислород. Сите оние што имаат стари шпорети на дрва, ќе им даваме субвенции да набават нови европски сертифицирани шпорети со цел да се намали емисијата на гасови во атмосферата. Карпош го загадува, да знаете, Ѓорчи и Сарај. Таму има многу луѓе кои што горат на дрва и на ќумур. Не овде Карпош. Тоа е мал број на граѓани кои што како огрев зимно време трошат дрва, ќумур или пак некое друго огревно дрво. Почитувани пријатели, ќе продолжиме со субвенционирање на сите оние што градат енергетски објект, да им враќаме дел од комуналиите. Значи ќе си продолжиме со крововите. Ве повикувам сите што имат азбестни кровови. Следна објава за доделување на лим ќе биде од 15 јануари до 15 февруари. Аплицирајте, ќе добиете лим, ветробрански лајсни, обшивки на олуците, како се викала, олуци и снегобрани. Тоа е нашата помош кон вас. Вие само треба да си ја платите работната рака и ништо повеќе. Исто ќе продолжиме со лифтовите. Карпош мора да биде безбеден. Ако ние не помогнеме, да знаете, ни еден лифт нов нема да има во општина Карпош. Ете затоа вреди да се бори за Карпош. Јас се борам за вас, почитувани пријатели, и вие мора да се борите за Карпош. Мора да се борите за Карпош, да го одбраниме од лажговците и од нивните лаги. Од сеењето на магла и озборувањето само за воздух. Тие ви нудат да живеете од воздух. Тие се научени овој народ да го тераат да живее од воздух. Но јас гарантирам дека од воздух не ще живее. Пред се од работа, и ние овде во Карпош сакаме да работиме и да си го направиме животот поубав. Во тоа име ве повикувам на 15 да излезете масовно, да го дадете својот глас за број 12, за мене, вашиот досегашен пријател, градоначалник Стефче Јакимовски, за резултати, а не приказни, за овие 50 и уште нови 50 фасади, за овие 130 километри асфалт и за уште нови километри асфалт, за нови канализации, водоводи, за нови градинки, за нови училишта. И јас одговорно ви тврдам, нема друг што тој ќе направи толку резултати колку што сме направили ние. И одговорно ви кажувам уште еднаш, од 76-та до денес да собереме сите градоначалници колку имаат за Карпош направени, а јас за овие 8 години да измериме, сакате квадрати, сакате должни метри, што сакате, да видиме каде е резултат.